судот му го одзеде пасошот на битолскиот градоначалник Владимир Талевски. Судот го одби барањето на специјалното обвинителство за притвор за градоначалникот на Битола Владимир Талевски. Како мерка на предпазливост на Талевски му е одземен пасошот. Во меѓувреме почна преписка меѓу специјалното обвинителство и судот, во која специјалното обвинителство му објаснува на судот зошто треба да го врати куќиниот притвор за поранешниот началник на петата управа Горан Груевски. Тоа е веста на денот, денеска и овие настани. Партиите сметаат дека има услови за лидерска средба. Македонските фирми трпат милионски штети од блокадата на Солунското пристаниште. Франција забрани алкохол во навивачките зони за време на Европското првенство. Вести на Телма, добре дојдовте. Одземен му е пасошот на градоначалникот на Битола Владимир Талевски. Тој денеска беше на распит во Кривичниот суд за случајот Транспортер, во кој е осомничен за незаконски тендери за превоз на учениците во Битола, за кој специјалното обвинителство кажа дека е најскапиот превоз во светот. Си дојде на време, остана без пасош и се замина скришно бегајќи од медиумите, од задната страна на судот, на совозачкото седиште од Мерцедесот на неговиот адвокат. За битолскиот градоначалник Владимир Талевски, првоосомничен во случајот Транспортер, специјалното обвинителство бараше притвор, но по неполни 2 часа тој се замина од судот. Предходно, представници од СЕО изнесоа од службениот автомобил повеќе кутии со материјали и документи и ги доставија во судската зграда. Потоа надлежниот обвинител во Транспортер се замина. Од судот дополнително известија дека го одбиле барањето за притвор на СЕО, но на градоначалникот Талевски му го одзеле пасошот како мерка за предпазливост. Во наредните 24 часа трае рокот за жалби на одлуката. Покрај Талевски, во Транспортер се осомничени уште 22 вработени во општината, директори на битолските училишта и собственици на фирми за превоз. Се товарат за злоупотреби поврзани со училишен превоз, со што го оштетиле државниот буџет за околу 360.000 евра. Случајот Транспортер е произлезен од бомбите на СДСМ, во кои за сделката со скапиот училишен превоз во Битола зборуваат министерот за финансии Зоран Ставревски и екс-министерката Гордана Јанкуловска. Се изнервирав дополнително со ова копилево од Битола Владо Талевски. Макар, ни направи скандал со овие превозници, бе. Ќе ти кажам што го видате? Нешто е направена ситуацијата. До 2010 до јуни склучи договор со Транскоп, коруптивен до даска, во кој што по поединечен ученик договорените цени му се 10 пати повисоки отколку после тоа, отколку денеска што важат цените со приватни превозници денеска се договорите. Талевски беше еден од 56 аболирани, но подоцна Иванов ја поништи аболицијата за него и СЕО ја почна постапката со која бараше притвор. Специјалното обвинителство почна преписка со Кривичниот суд откако судот за некои предмети побара тие да се вратат како што беше пред да биде донесена аболицијата. Специјалното обвинителство бара поранешниот началник на петата управа да се врати во куќен притвор, додека судот го проблематизира случајот Тврдина, во кој Горан Груевски е осомничен дека е вмешан во уништувањето на системите за прислушување. Во образложението на барањето на судот, од тимот на Јанева гледаат други мотиви освен до уредување на документацијата, а тоа е проблематизирање на надлежноста на обвинителството и тоа само за еден предмет во кој е осомничена поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Судот пуч го враќа онаму каде што застана и осуденик бара да се врати во затвор, а за предметот со опремата за прислушкување бара Јанева да се оправда зошто го зел. Попладне во СЈО детално му одговори на судот.
Кривичните дела за кои се терети осомничениот ГГ се гонат по службена должност и овластен тужител за истите е јавниот обвинител. Јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, е востановено во правниот систем на Република Македонија со закон донесен во Собранието на Република Македонија и со тоа станува дел од јавно-обвинителската структура. Со тоа јавниот обвинител кој раководи со ова обвинителство станува овластен тужител за кривични дела за кои се гони по службена должност. Во долгото писмо до судот СЈО појаснува неколку пати дека предметот за опремата треба да се третира исто како и Пуч и прво осомничениот кој беше во куќен притвор да биде повторно под надзор на судот и полицијата. СЈО своето барање го темелот на законот во кој пишува дека една од причините тие да постапуваат е кривичните дела да бидат поврзани со неовластено следење на комуникациите, а втората е кривичните дела да произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. Доколку го видите описот на дејствијата за кои се терети осомничениот ГГ во наредбата за спроведување на истрага, заедно со приложените докази, ќе видите дека истиот се терети за криминални дејствија со кои незаконски е уништена опремата за следење на комуникациите, а која била користена за незаконско следење на комуникациите. Таквиот факт впрочем е утврден со правосилна пресуда од вашиот суд врз основа на предлог спогодба. Ваквите одлуки за правните експерти ја доведуваат во прашање кредибилноста на постапките на судот, но и водат кон размислување дека токму во судот мора да се извршат интервенции, за да може тој адекватно да одлучува. Кредибилноста нас ни е нарушена малку поодамна наназад. Јас сметам дека од самото формирање на специјалното јавно обвинителство имаме едно чувство кај судот или поинаков однос на судот кон специјалното обвинителство отколку што го имаше кон постојното обвинителство. И на тој начин мислам дека се наметнува дилемата дали судот е кредибилен или оваа констелација на судот дали е кредибилна за водење на овие постапки. Според Малиновски, ваквите апсурдни ситуации сепак се резултат на политиката, која е силно навлезена во правото и правораздавањето. Собранието расправа за импичмент на председателот Ѓорѓе Иванов. СДСМ кој го поднесе барањето вели дека Иванов поради аболицијата има правна и политичка одговорност и треба да биде отповикан. За ВМРО ДПМН Иванов работи законски. Се очекува седницата да трае со денови, иако резултатот од гласањето е извесен, бидејќи СДСМ и ДУИ немаат двотретинско мнозинство за Иванов да биде отповикан. Институцијата председател на државата, што треба да биде символ на нацијата, единството и државноста, се претвори во беден символ на груевизмот. Поради масовната аболиција со која Ѓорѓе Иванов узурпираше надлежност на собранието, тој треба да сноси политичка и правна одговорност, велат од СДСМ во образложението на барањето импичмент. Со повлекувањето на дадените аболиции, господинот Иванов призна дека сгреши. Призна дека неговите мотиви беа тесно партиски, а не државнички. Призна дека неговото однесување беше крајно неодговорно. Призна дека долеа масло на огнот и ретерираше. Но тоа не го амнестира него од одговорност. Напротив, неговото повлекување на аболициите требаше да биде следено со негова оставка. Мнозинството во комисијата за импичмент констатираше дека нема основа за одговорност на председателот Иванов, бидејќи тој не ги прекршил уставот и законите. Политичка мотивираност постои кај предлагачите, бидејќи со оваа постапка вршат директен напад на институцијата председател на Република Македонија. Институција која што во овој изминат период, во оваа измината криза, остана на браникот на државните интереси. Институција која што во мигрантската криза се покажа како најцврста институција која што допринесе мигрантската криза да не се осетат големи проблеми во Република Македонија. Со Иванов ние станавме земја на пропуштени прилики, велат од опозицијата, додека владеачките партии говореа за неговите успеси. Господине Иванов, како не чувствувате политичка одговорност за ваквото растурање на земјата? Како што реков, меѓународна изолирана, со внатрешни протести,
и со расурен пржински договор кој што беше надеж за излез од кризата. Осварил средби со 300, вкупно 377 средби со шефови на држави, со странски представници, шефови на странски дипломатии 76, високи представници на меѓународни организации и религиозни лидери. Ве молам, во контрарепликата појаснете ми, вашиве колоси со кого остварија средба, која беше најдалечната дестинација која што нашите председатели, а ваши колоси остварија? Јас мислам дека најдалечна дестинација беше Софија, например. Иако бил уредно поканет, Иванов не се појави пред пратениците за да ја образложи својата одлука. Го повикувам председателот на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов, веднаш да си поднесе оставка на функцијата председател на Република Македонија и на есен, на крајот на октомври или почетокот на ноември, заедно со предвремените парламентарни избори, да имаме и предвремени председателски избори. Да го повикаме од оваа говорница председателот на државата Ѓорѓе Иванов да ја повлече последната аболиција за единствениот политичар во државата Зоран Заев во однос на криминалниот случај Глобал. Не сме да има амнестирани политичари. За прифаќање на иницијативата за импичмент потребни се гласовите на 82 пратеници. Последниот збор би го имал Уставниот суд, кој одлуката треба да ја донесе исто така со двотретинско мнозинство. Нова герила акција направија демонстрантите од Шарената револуција пред Уставниот суд. Со боја напишаа петка како потсетување дека рокот за исполнување на нивното барање истекува за 5 дена. Околу петката напишаа специјалното обвинителство е уставно, како потсетник за Уставниот суд дека треба да се произнесе за уставноста на законот за специјално обвинителство. Тоа е едно од барањата на Шарената револуција. Тие бараат и да запре прогонот на приврзаниците на Шарената револуција. А ако тоа не се исполни до сабота, најавија дека ќе ја преземат правдата во своји раце. Иако се најавуваше дека е можно денеска или утре да има лидерска средба, партиите сега велат дека има услови, но од ВМРО ДПМН бараат да ја знаат темата и планот на средбата, а од СДСМ го обвинуваат ВМРО ДПМН дека бега од лидерска. Лидерската четворка е подготвена за средба, но не знаат кога ќе седнат на преговарачка маса. Главни теми ќе бидат датумот на изборите и форматот на владата што ќе треба да го организира изборниот процес. За ВМРО ДПМН датумот на избори ќе се утврди кога Зоран Заев ќе потврди дека избирачкиот список е чист. Остануваат на ставот владата која ќе има мандат да ги организира изборите да се формира 100 дена пред датумот на гласање. За секоја лидерска средба треба да има точно утврдена тема и добри подготовки. Инаку ќе заврши неуспешно и тоа не е добро. Прво, за нас не е добро затоа што секогаш нас не прогласува за виновни ако заврши лидерската средба без успех. А второ, не е добро ни за граѓаните затоа што тоа станува тема неколку дена, па потоа во текот на денот е клучна тема и на крајот кога ќе заврши неуспешно доаѓа до некакво општо разочарување. Значи, во основа не сме против лидерска средба, доколку навистина СДСМ сака да инициира, но добро е да има некакви преходни разговори, подготовки околу таа со цел да се зголеми веројатноста дека таа би завршила успешно. Социјалдемократите го обвинија ВМРО ДПМН дека бега од диалог. Доколку се постигне договор, убедени се дека изборите може да се одржат на есен. ВМРО ДПМН очигледно е дека бега од исполнување на услови за фери и слободни демократски избори. Они се единствената политичка структура на која што ваков тип на избори не им одговара, затоа што во криминалните очигледно е дека добро се снаоѓаат. За нас во моментов не е до крај битно кое ќе биде нивото на политичка комуникација, битно е таа да се оствари. Лидерот на ДПА Мендух Тачи не очекува лидерска средба во текот на неделава, бидејќи смета дека таа би била несериозна и нема да понуди излез од кризата. Политичката криза ја оцени како виртуелна. Политичката криза е виртуелна. Во Македонија имаме меѓуетничка криза. Решението за оваа криза го гледам во договорот меѓу македонците и албанците, што е дел и од платформата на ДПА. Некој не прашува зошто толку време не можевме да имплементираме таа платформа. Затоа што ДПА сака оваа платформа да имплементира по демократски пат во рамки на институциите. Дуј останува на ставот дека е невозможно да се одржат избори годинава. За изборите секако дека треба да седнат четирите лидери, па и сите други чинители кои учествуваат на избори,
Пред се ние треба да створиме политички амбиент во земјава, на вистина тие избори да бидат кредибилни и да бидат признаети, било од внатрешните политички партии, било од меѓународниот фактор. Најавата за лидерска средба следи по засилениот меѓународен притисок и последната посета на специјалниот пратеник Јоханес Хајндел, кој по серијата средби со лидерите и државниот врв порача дека излезот од кризата може да се постигне само со имплементација на договорот од Пржино. Краница имаше во зградата на студентскиот парламент, каде представници на студентскиот пленум побараа да прекине изборот за нов председател на студентски парламент. Од студентскиот пленум се сомневаат дека целата постапка е незаконска и бараат да се одложи изборот за ректор на УКИМ. Кавгат излез од контрола кога раководството на студентскиот парламент ги отфрли како неосновани тврдењата на пленумците дека постапката за избор на нов председател е незаконска и намерно темпирана во пресрет на изборот на ректор на УКИМ. Се работи според правилник, одговори Спировски, кој ги обвини дека работат според диктат на председателот на младината на СДСМ. Треба да му реферираш на Богац. На кого да му реферираш? На Богац. Ти обвинуваш студентот кој што преговараше со владата која ме легитимираше, дека јас сум пратеник на Богац. Ве молам, ја некам дневно политички препирки овдека кога станува збор за студенти. Кавгата потоа се префрли пред влезот на студентскиот парламент. Ако имате кандидати, не праќате ни за џаб. Како да кандидираме? Како да кандидираме? Како јас да се кандидирам или било кој? До тоа ќе доаѓаме тука и ќе правиме што сакаме, ме разбра? Затоа што твоите финансиски извештаи не си ги објавил јавно ниту еднаш. За тоа ќе доаѓам тука и ќе прави скандали. Нас не финансира Сорос за да имаме ние. Ма не може, јас го финансирам. Правилникот за спроведување избори според пленумците е незаконски, бидејќи не само што не е достапен за јавноста, туку донесен е минатата година, кога веќе, како што рекоа, бил истечен мандатот на раководството на парламентот. Спорно е тврдат и тоа што е оставен исклучително кус срок за поднесување кандидатури, а нелогично и тоа што изборите ќе бидат на 30 јуни, кога најголемиот дел од студентите не се веќе во градот. Сето ова според пленумот има своја заднина. Кирил Спировски, заедно со неговиот нелегален и нелегитимен парламент, се обидува да направи фалсификат на изборите, односно во корист на изборот на ректор, кој што нема да може да биде избран без студентските представници. ВД председателот на студентскиот парламент Кирил Спировски ги отфрли овие обвинувања како неосновани. Според правилникот, мандатите на студентските парламенти по факултетите се независни од мандатите на пратениците делегирани во студентскиот парламент на УКИМ. Не препознава поврзаност со изборите за ректор, бидејќи студентската организација е независна. Јас лично, меѓутоа и членовите на мојата организација и луѓето со кои се консултирав, што се познати во правната фела, не гледат никаков проблем околу она што вие го тврдите сега како спорно и што некои организации го сметат како спорно. Од шесторица кандидати за иден ректор на УКИМ, ректорската управа во среда ќе избере двајца. Потоа одлучуваат сенаторите со 68 гласа. Представниците на студентскиот парламент имаат 10 гласа. Од денеска во аптеките почна да се продава масло од канабис. Препаратот ќе може да се купи без лекарски рецепт, бидејќи во него ја нема психотропната супстанција. Масло од канабис се најдоа на аптекарските рафтови меѓу лековите без рецепт. Првите два вида од препаратот се без психотропно дејство со 5,7% од природниот екстракт на канабис. Граѓаните ќе можат да ги земат на своја рака без лекарски совет, по цена која ќе се движи од 2500 до 3000 денари. Производителот потенцира дека маслата делуваат на подобрување на психофизичката состојба, но исклучително како дополнување на конвенционалната терапија. Тие можат посебно да помогнат кај луѓето кои се веќе на хемотерапија, за да им помогнат да си ја издржат хемотерапијата. Значи, она гадењето и повраќањето, кое е очекувана појава при хемотерапијата, оној периодот после хемотерапија кога луѓето немаат апетит воопшто. Тука е и сидата, значи губитокот на апетит кој е изразен кај сидата го подобрува апетитот препаратот. Анорексиите исто така. Токсиколозите во ова гледаат разбивање на продажбата на пазарот на црно. Не е исклучена можноста од злоупотреби на производот кој легално ќе се продава, но велат добро е што озлогласениот канабис конечно ќе се декриминализира.
Нажалост имавме и пациенти кои што мислеа дека купуваат масло, од канабиса купувале моторно масло и така натаму. Значи сите овие досегашни несакани ефекти, мислам со ова дека делумно или потполно ќе бидат спречени. Во моментот, дозвола за производство на маслото од канабис има само една компанија, но заинтересирани се и други домашни и странски производители, велат од Агенцијата за лекови. До утре маслото ќе го продаваат сите аптеки кои го побарале овој производ, а најдоцна до крајот на месецот на аптекарските рафтови треба да се најде и маслото со психотропно дејство, кое ќе се издава исклучително на лекарски рецепт. Македонското стопанство трпи милионски штети од блокадата на Солунското пристаниште. Големи количини стока со денови се заробени во Грција, а некои компании за транспорт веќе почнале како алтернатива да ги користат пристаништата во Јадранското море. Стопанската комора бара во решавањето на проблемот да се вклучи и Европската унија. Штрајкот на Солунското пристаниште го вклучи црвениот аларм на македонската економија. Блокадата на главната водена врска за увоз и извоз на производи во и од земјата се заканува да им нанесе сериозен удар на голем број домашни компании и превозници. Штетите веќе се бројат во милиони, а анкетата на Стопанската комора, спроведена во 650 компании, покажала дека материјалните и нематеријалните трошоци постојано растат. Трошоци по основ на оштетување на производите како резултат на претоварање, губење на квалитет на одредени осетливи производи во делот на прехранбената индустрија, директна штета врз лесно расипливата стока која е предмет на трговија и секако изгубена добивка за ненавремено продолжување на производниот процес и испорака на производите на деловните партнери. Доколку продолжиме со блокадите, доколку не сме во можност да ги реализираме нашите однапред договорени договори, ќе се соочиме со несветла иднина. Имено од имање категорија највисока како добри добавувачи ќе станеме на дното на листата на лоши добавувачи. Најголем губитник во целата ситуација е државната компанија МЖ Транспорт, која заради блокадите на идомени веќе 3 месеци се соочува со сериозни проблеми. Директорот Никола Костов стравува дека ова може да го наруши работењето на компанијата и редовната исплата на обврски, дури и кон вработените. Директната штета направена изнесе околу 3 милиона евра. Ако ги земеме дека покрај ова штета, така наречена директна штета, македонски железници трпи и така наречени индиректни штети, а тоа значи штети кои што се предизвикани од нереализираните договори или договори кои што треба да ги реализираме во текот на 2016 година и кои што ги обновивме договорите со нашите комитенти како домашни и странски, штетата може да биде дуплирана, таа значи изнесува некаде до 5 милиона евра. Стопанската комора на Македонија и МЖ Транспорт преку писмо до евроамбасадорот Иво Орав побарале Брисел литно да се вклучи во надминувањето на проблемот. Според проценките, во текот на 2015 година за превоз на македонска стока на Солунското пристаниште биле ангажирани околу 18.000 контејнери. Влијанието на политичката криза врз економијата е топ тема вечерва со Александар Чомовски. Чом, сега е прашањето колкав е данокот што ќе го плати стопанството на ова политичка криза која трае веќе 2 години? Ќе се послужам со еден новинарски наслов. Тоа мислам дури ни Баба Вангија не го знае во овој момент. Дотолку повеќе што ако прочитам овде што се е напишано во подготовките за оваа емисија, факти се 3 важни компоненти. Паѓа бруто општествениот производ, речиси е по 2%, и наслова што го кажав доаѓа по она предвидување на гувернерот на Народната банка Богов, кој излезе со доста песимистички развој на движењата на економијата. Инаку гувернерот, само да ја потсетам, му пронедов дека на 18 мај 2015 година изјавил: ако кризата потрае, можно изголемување на каматите и помал економски раст. Тоа практично намени се случува, но не како афирмација на неговите потези, туку како критика на владиниот менеджмент со финансиите и на критика на политичките лидери кои кризата политичка ја трансферира во економска. Мои вечерашни гости на оваа тема се бизнисмените Горан Антевски од Раде Кончар, Неби Ходжа од Комората Северозападна и универзитетските професори Маријан Петревски и Ванчо Узунов. Дивитарова. Чом благодарам, гледаме топ тема веднаш по овие вести.
Од ноќеска на полноќ бензините поевтинуваат за половина денар до денар по литар, а цената на дизелот останува иста. Евро Супер од 95 октани ќе се продава за 63,5 денари, а Евро Супер од 98 октани за 65 денари. Цените на Евро Дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство остануваат исти. Регионот заеднички ќе работи во борба против компјутерскиот криминал. Главен проблем е што засега нема заедничка база на податоци за случаите на компјутерски измами. Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турција и Косово ќе ги вмрежат своите капацитети во борбата против компјутерскиот криминал, преку кој се перат пари и се пробиваат банкарски сметки на милиони граѓани ширум светот. Се очекува овој регионален проект поддржан од Европската Унија да ги зголеми капацитетите на земјите од регионот во борбата против компјутерскиот криминал во рамки на протоколите за соработка и меѓународните конвенции, чиј потписник е и Македонија. Свесноста мислам дека е на соодветно ниво во контекст на субјектите кои што треба да бидат инволвирани во превенирањето и во борбата против компјутерски криминал. Имаме навистина мултисекторски пристап во Република Македонија, но знаете дека императив за ефикасна борба против компјутерскиот криминал и другите форми на организиран криминал е меѓународната соработка и меѓународна полициска соработка и меѓународна правна помош. Според експертите, генерален проблем представува немањето заедничка база на податоци за истрагите кои ги водат државите во случаите на компјутерски измами, без што не може да има ефикасна борба против овој софистициран криминал. Потребен е интегриран систем кој ќе ги опфати сите статистички податоци и истраги кои се водат од областа на компјутерскиот криминал. Потребни ни се прецизни податоци, во спротивно не можеме ефикасно да се бориме против овој глобален проблем. Околу 80 кривични и судски представници, експерти за компјутерски криминал и представници од финансиски институции и даватели на услуги учествуваат на IPROSITS конференцијата што се одржува во Охрид, на која се дискутира за конкретни чекори што треба да се презема за посилна јавна, приватна и меѓународна соработка за подобрување на финансиските истраги и конфискација на приносите од компјутерскиот криминал. Оперската дива Елина Гаранча од Латвија ќе го отвори годинешното издание на Охридско лето. Годинава на фестивалот ќе учествуваат 800 врвни уметници од 18 држави. Во програмата се повеќе од 50 музички настани и голем број театарски представи. Податокот што на 27 јуни оперската дива Елина Гаранча настапува заедно со добро познатиот за нас, но и за целиот свет Дмитрий Хворостовски, кој што пред 3 години го отвори фестивалот Охридско лето, а потоа Елина Гаранча настапува во Метрополитен операта, е доволен показател дека фестивалот Охридско лето е една многу значајна меѓународна светска сцена и постојано домаќин на најдобрите, најуспешните и најпромовираните уметници. Оваа година е во името на или во славењето на големиот Шекспир, 400 години од неговото заминување во некои други сфери. Целиот свет го слави и се разбира должност е на Охридско лето како дел од големото семејство на театарски фестивали и големи интернационални фестивали да го даде својот придонес, славејќи го овој великан. Токму затоа скоро половина од програмата на Охридско лето е посветена токму на великиот Шекспир. Не стивнуваат реакциите и огорченоста по најголемиот чин на тероризам во Соединетите држави по 11 септември, кога во саботата во ноќен клуб во Орландо во Флорида беа убиени 49 луѓе, а повеќе од 50 се повредени, повеќето од нив потешко. Тогаш 29 годишниот американец Омар Матин пукаше во ноќен клуб врз невини граѓани. Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка е во Вашингтон. Јане, што се случува сега таму? Марија, добро вечер од Вашингтон. Нацијата е завиена во црно. Бдење за жртвите се одржува во Орландо, но и во Бостон, Њујорк, Сан Франциско, Вашингтон. Во Манхетан беа исклучени светлата на Empire State Building во знак на почит кон жртвите на овој трагичен настан.
Врвот на Светскиот трговски центар, близу до најголемиот терористички напад на американско тло, беше осветлен со боите на виножито, символот на геј парадата. Во САД е 3-дневна жалост. Знамињата се на половина копија на сите јавни федерални државни институции. Председателот Обама објави дека се работи за акт на тероризам и на омраза и најави дека FBI ја предводи истрагата. Најави дека неуморно ќе се работи да се дознае што го инспирирало убиецот на ваков подмолен напад и дали има некоја врска со терористичките групи. Во обраќањето до нацијата од Белата куќа рече дека премногу лесно оружјето е во раце кои имаат пристап до училишта, цркви, кина, ноќни клубови. Мора да одлучиме во каква држава сакаме да живееме. И ако не преземеме акции, тоа е вид на одговор. Потенцираше првиот човек на САД кој повторно ја отвори вжештената дебата за контрола на оружјето. Некои аналитичари не го исклучуваат ниту така наречениот синдром на акутен джихадизам, при што без предупредувачки знаци и девијантно однесување, потенцијалниот масовен убиец се повикува на возвишени цели за оправдување на актот. Напаѓачот од Орландо изрази увереност кон исламската држава во телефонскиот повик до полицијата, засега нејасно колкава и каква поддршка имал со милитантната група. Се истражува дали бил радикализиран преку интернет на социјалните мрежи, со оглед дека е роден во Њујорк, го минал поголемиот дел од животот во Флорида. Секретарот за одбрана Ештон Картер оцени дека ако истрагата покаже дека е терористички акт, преземен или инспириран од ИСИЛ, само ќе зацврсти одлуката, како што рече, да го победиме непријателот, да спречиме ширење на омразата. Групи за заштита на правата на хомосексуалците во Флорида отворија сметка за донации за жртвите и за нивните семејства. До попладнево се собрани повеќе од $1.000.000 долари. Поранешната сопруга изјави дека убиецот бил емотивно и ментално нестабилно и имал насилен карактер. 48 од 49 од жртвите се идентификувани. Тие се на возраст меѓу 20 и 50 години. FBI го испитувала Матин во 3 одделни случаи во 2013 и 2014, откако наводно во неврзан разговор ги информирал колегите за неговите врски со Ал-Каида. Агентите не можеле да ги потврдат обвинувањата и затоа ја затвориле истрагата, иако имало сугестии кои покажале наклонетост кон радикалниот исламистички тероризам. Марија? Благодарам, Јане Бојаджиевски. Од Гласот на Америка се јави од Вашингтон во време кога Америка се опоравува од терористичкиот напад од саботата во кој загинаа 49 луѓе. 150 руски навивачи се одговорни за насилствата деновиве во Марсеј за време на Европското првенство. Обвинителството во Марсеј вели дека за истите инциденти по кратка постапка ќе им се суди и на 6 британци, 2 французи и 1 австриец. Обвинителството на Марсеј потврди дека за насилните напади меѓу руските и англиските навивачи и полицијата во центарот на градот се одговорни 150 руси, за кои оценија дека се екстремно насилни и одлично подготвени за предизвикување масовни инциденти и учество во безредија. Обвинителството исто така соопшти дека по кратка постапка ќе им биде судено на 10 луѓе, односно 6 британци, 2 французи и 1 австриец. Околу 150 навивачи од руска националност кои се хулигани се подготвуваат за ваков вид однесување. На дел од овие навивачи им беше забранет влезот и беа запрени на аеродромот. За жал, некои други стигнаа со други начини на транспорт и беа подготвени за предизвикување насилство. Како последица, тешко е тие да бидат уапсени. Не сакам да кажам дека се професионалци за насилство, но тоа се високо тренирани луѓе. По тридневните тепачки меѓу навивачите на Русија и на Англија и полицијата во Марсеј, владата на Франција упати апел до сите градови каде што се одржуваат надпреварите од Европското фудбалско првенство да ја забранат продажбата на алкохол во близина на стадионите и навивачките зони. Според министерот за внатрешни работи на Франција Бернар Казенов, насилствата за време на фудбалските надпревари се неприфатливи и за властите и за сите оние кои го сакаат фудбалот и како што изјави ќе ги преземат сите мерки за нивно спречување. Тој испрати писмено упатство до локалните власти да издадат наредба за протерување на странските навивачи, чие однесување го нарушува јавниот ред и мир. Je salue aujourd'hui la décision de l'UEFA. Оние кои патетично се обвинуваат меѓу себе на стадионите се истите оние што сакаат да се создаде хаос во центарот на градот. Тие насилни групи го користат спортот како изговор.
Спортските федерации и сите спортски тела никако не смеат да бидат попустливи спрема нив. Повеќето од регионите веќе воведа ограничување за продажба, транспорт и консумација на алкохолни пијалоци. Јас лично побарав да бидат преземени ваквите мерки во чувствителните области во пресрет на надпреварите и особено во деновите кога се отворени фан зоните. Во меѓувреме, за да се спречат нови насилства, и владата на Велика Британија најави подготвеност да испрати дополнителен број полицајци пред следниот надпревар, кој англиската фудбалска репрезентација ќе го игра во четврток во градот Ленс. Фудбалерите на Шпанија ја победија Чешка во надпревар што се играше попладнево на Европското првенство во Франција. На Копа Америка големиот фаворит Бразил не успеа да влезе во четвртфинале. Зборот Масачусетс, Перу направи сензација со елиминацијата на Бразил кога го совлада минимално 1-0 и го испрати дома од популарната Копа Америка. Стрелец на единствениот пол Радерфорд славеше против Хаити убедливо со 4-0. Головите за победничкиот тим редоследно ги постигна Енер Валенсија, Хаима Ајови, Кристијан Нобоа и Антонио Валенсија. Иако им беше потребен само еден бод во четвртфиналето, нема да играт кариоките, кои го освоја третото место во С групата со 4 бодови, а пред стартот важеа за главни фаворити за освојување на титулата. Во нокаут фазата Перу за противник има Колумбија, додека Еквадор се среќава со домакинот репрезентацијата на Соединетите Американски држави. Најдобриот тенисер во светот Новак Џоковиќ и натаму е убедливо прв на АТП ранглистата со 16.950 бодови, започнувајќи ја 203-та недела како светски рекет број 1. Инаку Србинот 102-ра недела поред е на врвот од тенискиот караван, резултат што е идентичен на оној во собственост на Пит Сампрас. Прв на вечната листа е швајцарецот Рожер Федерер со 302 недели, американецот Сампрас е втор со 286, чехот Иван Лендел е трет со 270 и американецот Џими Конорс е четврти со 268 недели. На најновата ранглиста од топ 5 тенисери по Џоковиќ следуваат британецот Енди Мареј, Федерер, шпанецот Рафаел Надал и швајцарецот Стан Вавринка. Гледавте вести, имајте убава вечер.